курова глава од тоа што има партија или движење у Бугарија, партија изгледа Возраждане. Па на тој курова глава од Возраждане да му кажам дека може на македонците да им се фати па да им се клати. Ке барал од Румен Радев да побарал од Европска унија да ни ги сопреле сите пари што доаѓаат од тамо, обаче на крачка сме биле до голем инцидент в така наречената вика Република Северна Македонија, кај што живееле северно-македонски граждани. Обаче на крачка сме биле до голем инцидент благодарение на говорот на омраза во Македонија, на омразата на македонците кон бугарите, и на крачка сме биле до инцидент како што имало во Одеса, кога при палење на една тамо зграда државна ли поима неам ова кај што беше некоја институција сместена, изгореа 50 руси. Беа запалени од приврзаници на нацистот Бандера. И не заборави оваа курова глава од Возраждане да каже дека меѓу тие 50 руси што загинали имало еден бугар. Не ги спомиња овие 49 други руси што живи беа запалени, ама спомиња дека еден бугар. Вака излезе дека само еден бугар запалиле. И вика на крачка сме биле до таков инцидент. На крачка, демек на сламка сме биле до таков инцидент, ние овде да запалиме бугари. Некаде да ги запалиме. Пошто еве сега овие гореа и коливе пред дипломатски пред бугарска амбасада. А тој типот да ти бил само совесен гражданин на така наречената Република Северна Македонија. Зошто бил тој совесен гражданин? Заштото многу бе се изнервирал кога видел паркирани дипломатски возила на тротоар, кај што е предвиден за пешаци додат. Се изнервирал, немал кај да помине човекот. Рекол, сачу да вебе мата. И сега тука да нема бензиската, да не е тука од Каршио, немало од кај да купи бензин, ке се изнервирал, ке опсул, ке плюкнал пеше с пути према бугарскиот конзулат, ке си отишол. Аерно, на моментот кога не можел да помине, паркирани овие возилава, тука на бугарскава амбасада дипломатски, свртал вака, гледа бензинска, ги гледа возилава, ја гледа амбасадава и свика, сега ќе им ева мајката. Тука ли се паркира? Вакви луѓе се потребни, совесни граѓани оваа држава. Со вакви луѓе далеко ќе до туркаме, ја пак ќе кажам. Па тој бре утре некоја бензинска пумпа да му дае ваучери да го спонзорира, па една кола нема да остане у Скопје. Да све што е погрешно паркирано ќе пали. Него овој од курова глава од Возраждане, да го питам прво у вези ова коливе што ги запалија пред бугарска амбасада. Вие во Европска унија кога сте, така паркирате коли на тротоар, ги оставате кај што поминуваат пешаци? Не, стварно мора да ве прашам, пошто некако многу ми се изцивилизовавте кога влеговте во Европска унија. Многу почнавте да се понашате од високото добро утро. Джоа, до вчера саде грофови, грофици, лордови и контеси да ви шетаа по држава. И витези. Такоđe, како да не сте внучиња на хан Кубрат, на хан Аспарух, на хан Крум и на хан Омуртак. Пази ги имињава од кај потекнувате, кај ви е потеклото. И ги славите прво бугарско царство, како беше тоа тамо. Крал, овој не е крал, хан Омуртак, хан Аспарух, Аспарухов, порнот звезда од Пазарчик.
Ние немаме таква историја, куроглави. Немаме. Ние не славиме ханови. Тоа треба нешто да ти кажа. Дали сме ние същ народ? И дали сме северно-македонски граждани? Иначе, куроглав, Европа, као што гледа, многу брзо ќе ве дознае кои сте. Дечки, знаете што е сега најјакиот спор? Ке излегувале некои нови монети, о евра, монети или појма немам што тamo. И предлог на Бугарија било на, не знам, монета појма немам од 2 евра да пишува вака викаат, со българска азбука да пишува ова е българската азбука. Стара средновековна българска азбука през 10 век. Българска азбука. И грци им рекле нече мочи. Пази, грци им рекле. Има да пишува, вика, Кирилов алфабет. Не бугарска азбука. Кирилов алфабет ке пишува. И сега овие ќе влагаат у спор со Грција пак за некои историски паламудења ово на тamo. Идентитетски историски. Абе ја ви реков, рано име зимата на Европска унија со Бугарија. Допрва, и не само со бугарите, со нивните двојни аршини, двојни стандарди. Допрва ќе сјебат мамата, кои ќе почна да се отвараат вакви прашања некои. Меѓу вакви балкански копилиња и крокодили кои што не ни заслужија да влезат според квалитет на живот, според организираност на држава, според систем, според стандард, според све не заслужија да влезат во Европска унија. Меѓу тие Бугарија и Романија и Грција. Утре ќе влезе Црна Гора. Заутре ќе влезе Албанија, еве кај ќе влезе и Украина. Знаете ли што ќе се дешава таму? Оти украинците учат историја, барем доека пред да почне ова инвазијата на Путин. Уча историја, ова не се заебавам, дека Кирил и Методи се украинци. Замислете каква циркузијада ќе биде тоа. Кога ќе почне сега Бугариве, ако им бапнат вето на украинциве. Они учат историја Украина дека Кирил и Методи се украинци, луѓе, не се заебавам. Како, зашо, никој не знае. Па кога ќе се фатат за други прашања, па овие за глава ќе се држат у Европска унија, ќе си речат кој кур не тераше овие джукели да ги примаме у Европска унија. Ќе видите допрва какви срања ќе бидат. Абе, они не можат да се договорат, како да ти кажам, за најбанални работи, не па утре ќе се договараат за некои покрупни. Или појма неам, утре во некои други потешки околности за унијата, дека ќе стојат заедно еден за друг и дека ќе си го чуваат грбот. Ќе си го питам. И сега пак влагаат у преговори за ова, за монетава и за тоа дали да пишува българска азбука или да пишува Кирилов алфабет, што бараат грците. И сега не се само тука грците. Ти замислете, сега грците први се побуниле на тоа. Тие кои ќе се побунат, појма неам. Чесите, словаците, сегде кај шо идел овој, кажи го, браќава Кирил и Методи кај шо иделе. Невероватен народ е. Невероvatен. Каков срам за Европа е ова Бугарија што ја примија. Тоа е невиден срам да си присвојуваш све што ќе ти прдне на памет. Затоа што имаш сериозни проблеми со себе како народ. Не знаеш кој си, не знаеш што си. Све живо присвојуваат. Каква врска има глаголицата на Кирил со Бугарија? Каква врска има? Нешто што е на крајот на краиштата цивилизацијска придобивка.
него. Велес со години веруваа, мислеа дека топилницата ги труе. Ама изгледа оној Куров ги труе. Оној Велешанецон што е поголем бугарин од овие ханоиве бугарски Кубрат, Аспарух, Умуртак. Све православни имиња, од прво до последно да ги редиш ханоиве, нема утка. Нема утка. И ќе кажат, они нас ни го дале јазикот. Они нас не христијанизирале. И сам мисли. Тој Куров беше осуден условно на 1 година, наводно за некој Facebook статус. Ја после ќе ви го пуштам клипче со него на некој бугарска телевизија кај што гостува. Не 1 година условно, тој треба веднаш да биде приведен и да биде осуден 15 години тешка робија. Да дудла курчини во Идризово. Така треба да биде осуден. На една телевизија вака вели, овој Невиниов што се Бугарија, в Бугарија овие возраждане што го спомнуваа дека ете бил осуден условно година дена заради Facebook статус. Ке ви кажам што изјави, поручек, ако ке ви ја пуштам, ова клипот да го гледате, мада не знам дали да му дам значење на таа будала. Али вика вака, идеологијата и мисијата на македонските българи в Македонија е да го уништат македонизма, кој што е продукт на Коминтерната. И пазете сега, да ја враштат бугарските букви, да ги враштат бугарските букви во македонската азбука, тоест во Македонија, бугарските букви. Еве, а пак се враќаме на причава за монетава сега. 2 евра или колку ќе биде, кај што ве бараат бугарска азбука да пишува под глаголицата на овој, на Кирил. Да ги врштаат бугарските букви, българските букви. И трето, вика, и да ја вратиме, да ја приклучиме Македонија кон мајка Българија. Тоа била мисијата на македонските бугари, овие што седат, што живеат до вас. Што понекад се кријат, оти се само бугари по дома, а ви се продаваат надвор за нешто друго, која седат со вас на клуп или пред гранамче. Тоа била нивната мисија на овие што им викаат браво, што ги коментираат написиве на бугарашкиве платинички портали тука во Македонија, што уште не се затворени. Вика, мисијата им била тоа, но ние бугарине од тој клубот бугарашки у Битола, бугарашине у Охрид, вака овој у Велес, или овие у Велес, има уште таму у Велес. Во Струмица, такоđe. Вика, мисијата им било врштање на Македонија во скутот на мајка Българија. Мајка Българија, вика, мајка Българија. Не знам, стварно, како до сега им успеало на овие суштества да опстојат овде во Македонија.
ако се семе упредви дека куроглавиот од Возраждане вика дека овдека бугари ги тепаат, ги малтретираат, нели, клечка фалело. Или како го рече тоа? За клечка не горат бугари во Македонија како во Одеса што изгорел еден бугар меѓу останатите руси. Запален од неонацистите на Бандера, които Българија сесрдно ги поддржува во војната со Русија. Абе лудило, шизофренија, како да ви кажам. Шизофренија. Е тој таквиот, кој Велешанецот обстоил до ден денеска. Единствена осуда што добил е што го осудиле сега нашиве условно на 1 година затвор. И он пак продолжава да јаде говна. А ова, што емисијава на така наречените македонски българи, мисијата и идеологијата била врштање на Македонија во прегратките на мајка Българија. Знаете ли тоа како се вика овака политички правно кривично? Тоа, а? Не знам. Предпоставувам дека се вика иредентизам. За иредентизам, драги Куров, си иде у затвор. Не на условна казна, на малку подугачка. Па затоа и јас неговото видео ќе го споделам. Нека видат кого го осуделе условно и дали треба да биде осуден само условно. Оти неговата мисија како македонски българин била да ја врати Македонија во прегратките на мајка Българија. Куроглави од Возраждане, да ти кажам нешто. До вчера вода у очи немавте. Во Унијата влеговте само поради тоа што излегувате на Црно море како држава. Ја имате таа среќа. Од чисто геостратешки планови, намери, зад кои што стоеше, ги поддржуваше и Америка. Европската Унија реши да ве прими вас и романците во Европската Унија. Само заради влијание и излегување на Црното море. Вие бевте пред да влезете у Унијата гола вода, бедотија, криминал, корупција, ала. А тоа што влеговте во Европска Унија, тоа не значи дека преку ноќ се сменивте. Станавте цивилизирани. Вашиот однос што го имате сега, особено кон нас, го покажува спротивното, дека не сте се промениле ни за трошка, само сте облекле пуба и одела. И сега ви се достапни фармерки, 500 кец. Порано се молевте ние да ви донесеме фармерки 500 кец. Кога да јавме Бугарија. И дъвки, мастики. Мастики бе немавте. Не знаевте да джвакате мастика. Ти најде да збориш да се укинале фондовите европски кон Македонија. Вие најдовте да зборите кои што ги покрадовте, бришка ги направивте, откако станавте членка на ЕУ. А вие кода не сте товар на водечките сили во Европската Унија. Не бе, вие сте најпаметни, најбогати, најсилни. Од вас зависи цела Унија, не обратно. Кои се бе они? Никој ништо не се успоредува. Вие да не сте, пропадна Унијата. Готово, истата секунда пропадна.
Маме евавте на фондоене. Можеш да го објасниш куроглави од Возраждане? Како тоа членка на Европска Унија, нели, нагло се цивилизиравте, створивте благородништво, грофови, грофици, контеси, лордови, витези. Како тоа пола Бугарија ви е иселена? Токму во таа Европска Унија, само во други земји. Не останаа кај вас. Можеш да објасниш како тоа села во Бугарија што до вчера имале 1000-1500 жители, останале на 200 жители, на 100 жители? А кога ќе им го објасните тоа на вашите българи? Колку малку и да се во Бугарија. Како ќе им го објасниш тоа? Куроглав, у само последниве 2 дена, твоите изјави што ги кажа во врска со Македонија и македонците се толку навредливи, толку примитивни, што навистина само тоа ја покажува преку тебе лицемерноста на сите бугари, лицемерноста на оние кои што се во власта и во опозицијата. Вие сте такви лицемери и помијари. Помијар на бугарски значи джукела. И циници, што мислите дека некого може многу долго време да го лажете, дека сте нешто поинакво од она што сте. Најобични примитивци со племенски сваќања. Па можам да кажам и со митолошка свест. Оти за вас не е проблем и Зевс да е бугарин и појма немам и месечината да е бугарска. Нема проблем у таа ваша свест да митологизирате све, тоест да бугаризирате све. Од се да правите бугарски мит. Исус да е бугар. Никола Тесла да е бугар. Замислете каде оди вашето лудило. Никола Тесличков. И за ова се прави муабет на ваши телевизии. Научници, историчари, кај што докажуваат на телевизија, тоа го гледа цела бугарска јавност. Седа 3, 4, 5 историчари, не знам какви, што друго, некои научници, ово, она. Електродистрибутери, електричари, со фазометар овдека седи и докаже дека Никола Тесличков е славниот Никола Тесла кој е бугарин. Никола Тесла му бил скратен прекар, како се вика алијас, скратен прекар, за американците полесно да му го изговараат името и презимето. А имево му останало исто, ама Тесличков. Име потешко на американциве да кажат мистер Никола Тесличков. Тешко е. А вака, мистер Никола Тесла. И има логика. Нели? Има логика. А ја мислам дека само прашање на време кога ќе речете дека и Тито бил бугарин. И тогаш ќе го засакате конечно со целото свое срце. И тогаш ќе почнете да не убедуете дека никогаш вие ништо против Тито немате кажа. Ама Тито е ноќна мора за кошмар за Бугари, кошмар. Затоа што има емено мамата неколку пати. Затоа не го сакаат. И сега нас не викаат Тито питеци.
демек од Аустралопитекус, Титопитекус. Титопитеци не викаат. Ако тоа им значи. Да. Пошто нивниот Тодор Живков, на кого му се кланя, му ги чешка јајцата, беше бољи од Тито, каде. Да. Никој не го знаеше надвор од Источен блок. Тој Тодор Живков. Тито, кога што му дојдоа на погреб државници, председатели, емири, шеици, кралеви, принцови, колку што му дојдоа на погреб, толку Тодор Живков нема цел живот видено. Од што беше толку, нели, визионер и толку мудар водач. И овие најдоа за Тито да зборат после. Небитно, тој им е дел од нивната пропаганда и нивната програма да се понижат и да се навредат македонците. Затоа секој стор збориме Тито Питек, не знам, Србоман, не знам, српски, не знам, подопашни, појма немам, како све не нарекуваат. Пошто они не знаат за говор на омраза, они се сега у Европска унија, они се сега, како да ви кажам, од високото добро утро. Они се, како да ти кажа, благородништво. Они не употребуваат говор на омраза, нели? Само македонците употребуваат. Куроглави, само навредите што ги упати последниве 2 дена кон македонците и кон македонскиот народ и Македонија и кон премиерот Мицкоски и кон власта македонска, се доволни да ве мразиме уште наредни 100 години. А да не ги зборам сите други напади од сите други ваши потомци на хановите Кубрат, Аспарух и Омуртак. Уста да ги имам, ако може. Со вас можеме да разговараме за жал само вака. Со иста мера, како што вие се однесувате со нас. Реципроцитет се вика тоа, Куроглав. Куроглав од Возраждане. Тоа се вика реципроцитет. За жал. Во тој реципроцитет до сега македонците само реагираат на вашите провокации, на вашите примитивни барања, на вашите ултиматуми, на вашите закани, на вашите вета. Ова апропо муабетот, маме му ебам кој прв почна. Овде многу добро се знае кој прв почна. Почнати сте ви одамна. Уште откако му направи атентат на Георги Димитров, кога дојде вашиот Тодор Живков, од тогаш сте почнати. Први. Од тогаш трае посовременото негирање и современата пропаганда против постоењето, потеклото, историјата, културата, идентитетот на македонците. Ова што денес се случува кај вас, или изминативе години, е класичен живковизам во однос на македонците и македонскиот народ. Не признавате македонци во Бугарија, не признавате ни други народи, освен дека има бугари. А тоа вашиот Тодор Живков многу добро го има кажано на поранишната премиерка на Социјалистичка федеративна Југославија, Милка Планинц. Рекла, ако ние признаеме на сите да им дадеме право да се изјаснат што се, кои живеат во Бугарија, нема достанат многу бугари за броење.
кој што ќе се каже дека се бугари. Впрочем, таква ви е ситуацијата и во Македонија, покрај вашите тврдења ќе има 150-200 бугарски пасоши извадено, ќе имало наредни 5 години до 400.000 ќе стигнала бројката. А реално на пописот се попиша само 3.000 кусур бугари. Кој што разбравме овеќе време од вашиот Викторчо, дека финансово ги подкрепувале да станат българи преку ноќ. Да, ја видете и со ова Хановиве ваши. Они потомци на Хан Кубрат, Хан Аспарух, порнозвездата од Пазарджик, и на Хан Омуртак. И они викаат, нас ни го дале јазикот, идентитетот, културата. А они кои дошле тука, ние више сме биле у тоа време, одамна сме биле и христијани и се останато. И они нас не имаат обликувано, создадено, родено и така натаму и така натаму. Овие Аспаруховциве, Омуртазиве, што откако дошле на овие простори, 200 години уште биле такви. Омуртази, Аспаруси, Куротреси. Дури после 200 години се христијанизирале и го примиле јазикот, културата, традицијата на народот кој што веќе живеел на тие простори, тоа биле македонци. Предци на денешните македонци. Тоа да видиш. Али добре, ќе ве научи Европа многу брзо, кој ќе влезете вака у билатерални спорови со многу други држави, членки, не само со Македонија, кој ќе ве видат какви шизофрени сте, овој бугарофрени. Па тоа ќе речат, кој е говна да јаде тој што одлучи бугариве да ги примеме унијата. А здравје набрзо ќе сватат, и ако им била целта Црно море, знаете како иде ова миц по миц овој Путин? Еве, од Одеса стигна. Ја мислам дека ќе оди до момент Одеса цела да ја земе. После ќе му остане и одреден дел од Црно море, кај што сте вие, овие романци ве Молдавија, вама тамо нешто. Ајде да видиме. Да не се случи за неколку години без Черното море да останете. Па после да прашаме како сме, како стоиме со здравието. Ајде, чао.